Почитувани пријатели, срдечно ја поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот. Од овде, од далечната Австралија, денеска друштво ми прави мојот драг пријател, ценетиот професор, доктор по историја Ицо Најдовски Перин. Добар ден, добро ве најдов и поздравувам гледачите на вашиот канал Австралијски живот. За Сиднеј со два збора да кажеме еден од најубавите, ако не најубави градови во Австралија. И нормално имаме многу пријатели, роднини овде. После моето враќање од Република Македонија дојдов да ги посетам моите пријатели. На социјалните мрежи нешто видов дека поставивте едно прашање кој град е поубав, дали Сиднеј или Мелбурн. Кој град повеќе ви лежи на срце? Па видете сега, не станува збор за вкусови, меѓутоа Сиднеј е препознатлив град во светот и нормално спрема посетеноста на туристите и статистиката што зборува, Сиднеј сепак е поубав град, особено со Опера Хаус, тоа е и Сиднејскиот залив. Да, и мостот. Хабабридж, мостот, Хабабридж, да, тие се символите и тие се иконите на градот Сиднеј. Такво нешто нема во Мелбурн, меѓутоа ако станува збор за приватниот живот, секој човек ќе ти каже дека е поубаво онаму каде што живее. Еве ние ако кажеме, ако ме прашате мене каде е најубаво да се живее, јас ќе ви кажам дека е во моето родно село, во Оптичари. Тоа мене ми е најубаво. Меѓутоа, споредбата помеѓу Мелбурн и Сиднеј е индивидуална, а пак ако станува збор за статистика, секако дека Сиднеј е подобар град. Се сложува потполно. Сиднеј има едни преубави места, едни знаменитости, почнувајќи од Сиднејскиот мост, од Оперската куќа. И нешто има Ботани Бај, точно, има нешто со тој Сиднејски залив. Сите луѓе го уживаат тоа место. Не сум слушнал досега ниту еден да каже дека Сиднеј е лошо место или не убаво за живење. Па видите, прво пред се да кажеме дека Сиднеј лежи на неколку стотици заливи. Тоа е една од убавините, нели, во Сиднеј, тоа го нема во Мелбурн. Понатаму климата е сепак овде континентална, подобра е, се ближи натаму кон екваторот, стабилна е, знаменитостите, нели, богатствата и така натаму. Градот сепак Сиднеј е прв град во Австралија изграден 1788 година, така нешто, да, изграден е прв град и сепак спрема моите заклучоци станува збор за поубав град од Мелбурн. Луѓето немат обичај, не се навикнати многу да ве гледат претежно на социјалните мрежи, на каналот во кој го раководиш ти на YouTube. Не се многу навикнати да слушаат опис за градови, знаменитости, обично се теми за поврзани со нашата татковина, поврзани со политички теми. Неодамна бевте во Македонија. Во Македонија бев последен пат 2018 година за референдумот. После имав план и веќе резервирано, имав карти, авионски сместување и така натаму 2019 година. Меѓутоа се случи короната во тоа време, знаете, бевме затворени овде, не смеевме да излегуваме. Минатата година требаше да одам. Имав несреќен случај, еден фудбал играв, ја скршив раката само на една недела. Не знам за ова. Да, пред да тргнам во Македонија. И така да морав да го одложам тоа и ова година го реализирав моето одење во Република Македонија, мислам, нашата родна татковина, селото, Оптичари, особено Битола, Битолскиот крај. Тука се задржан најмногу? На секаде бев, меѓутоа нормално родната куќа најмногу. Оптичари? Да, Оптичари најмногу се задржав на. Мојата лоза исто така води корени од соседното село, Да, значи јас сум роден и растен во Битола, али мојата лоза е од Бистрица, така да исто и по комшиска линија ние си се почитуваме. Да, мислам, многу интересно е да кажам дека ние како деца од 5 до 8 одделение на школа одевме во Бистрица од Оптичари. Оптичарци, краварци, од Кременица, Барешани, Олевени
Тие села сите доаѓавме во Бистрица, тоа беше центарот за осмолетка. И се заради основното училиште во Бистрица. Молам? Заради основното училиште во Бистрица, кое беше централно Беше осмолетка, да, осмолетката основното училиште, беше, да. основните училишта беа по селата од прво до четврто, и тоа осмолетката од петто до осмо одделение беше во Бистрица, Така. потоа во Битола беа средните училишта или факултетите. И кажете ми за импресите сега во Македонија. Дали можеш да оддалиш нешто од престојот? Шал види вака, мислам, најголемиот впечаток ми остана што Македонија застанала онаму каде што ја оставив 2018-та, иако не и уште повеќе се вратила, што велат страните во рикверс, наназад се вратила со во сите сфери на животот кај македонскиот народ и македонците и воопшто во целокупната држава во Македонија. Првиот впечаток види се забележува уште на самиот аеродром или пак кога излегуваш од аеродромот, патуваш до Скопје, и впечатокот гледањето на патот, на тие дупките кои не се направени, па знаци нема каде да се движиш, дали лево, дали десно, дали Скопје или Атина или Битола, воопшто ги нема тие Чистата патоказни. слика која ја оставивме пред години, истото е се уште скоро не сменато Влошено ништо. е тоа, кажа, влошено Дури е. влошено. Да, влошено е тоа, затоа што нема поправено ништо. Нема направено, не се направени ни еден километар од патиштата нема. Еве, зборувам конкретно Петровец аеродромот и Скопје. Конкретно воопшто ништо не е постигнато, ништо не е направено. Значи луѓето да се странци, да прв пат да нема луѓе, да нема некој да им покаже, да им помогне каде треба да одат за Скопје или каде треба да свртат за Битола. Еве јас ќе ви кажам еден жив пример. Одев во Катланово, не можев да се снајдам да влезам во Катланово и после да излезам од Катланово за Скопје. Нема сообраќајни знаци. Кај треба да ја бараме, во кој треба да ја бараме вината за ваквата состојба се уште? Па нормално во властите, во тие во институциите кои не функционираат. Тие функционираат само за корупција и за непотизам, вработување, партиско вработување и финансиските средства ги делат помеѓу себе со договор, меѓусебен договор. Едната политичка партија толку пари ќе земи, другата политичка партија толку пари ќе земи, за општеството нема ништо. За државата нема воопшто пари. Еве гледате, наново се задолжуваат, се земаат пари, па ќе се гради патот Скопје, Кичево или Кичево Охрид, нели? Наново имаат позајмено пари. Па го гледав исто така и патот за Битола. Нема, воопшто немаат мрднато ни еден чекор. Меѓутоа, парите оние што влегуваат во буџетот на Република Македонија, распореден е спрема желбата, да кажем, на првите личности на Али Ахмети, дуи толку пари ќе земи од буџетот, ќе ги распредели по нивните градоначалници или пак меѓу себе. Еве еден пример, само еден пример да кажем. Внук му на Али Ахмети во центарот во Скопје зеде дел од најубавата зграда, околу 30-35 милиони евра, затоа што само давал совет. Совет давал на 25 години. На 25 години јас во Австралија дојдов да работам во кокошкарница, а тој совет давал, не знам каков совет давал. Ќе се вратам на политичката слика на Македонија. Колку време остана во Македонија сега последниот пат? 2 месеци. 2 месеци. Дали во тие 2 месеци се осуди некој, пошто сепак идиш од една западна држава кај што може твојот совет да му биде добронамерен на нашите луѓе, на нашите институции, дали некој се осуди да те покани во студио, дали беше негде, дали имаше било каква покана, дали од радио, дали од локална телевизија, за да можеш да ги споредиш работите во Австралија, во Македонија и кои работи не достигаат кај нас за да може да се коригират? Мојот впечаток е генерално дека ние иселениците сме бойкотирани
од македонските медиуми. Ние овој пат, оваа година, после короната, во Македонија имаше над 40 до 50 илјади македонци само од Австралија. И во текот на тие 2 месеци, јас бев или 3 месеци, јас бев присутен 2 месеци, Нестор Огинар беше присутен месеци нешто, Игор Аврамовски Александров беше таму, Гоце Панговски од Америка беше таму, пак и да не ги набројувам, мноштво на истакнати македонски активисти. Меѓутоа, ниеден од нас не бевме поканети на некаква дебата или на некоја... Тоа би било корисно за сите. Апсолутно, нормално размена на мислење, размена на искуства, видување на состојбата во Македонија, состојбата во државите во кои живееме, нели? Но, јас не можам конкретно 100% да се поплачам, бидејќи бев поканет на Алфа телевизијата за или против од Елена, новинарка млада, која не знам од кои причини побуди ме поканила. Веројатно таа она што ми кажуваше, ме видела на демонстрациите за онкологија, дека јас демонстрирам, барам права, а пак другите седат по кафичите, по ресторантите. Потоа ме видела на демонстрациите со пензионерите и на други места и веројатно тоа беше и побудата да бидам поканет. На 24 каналот бев поканет од Мирјана Трпчевска. Толку, тоа беше. Али не се сведва се на една редовна пракса кај што нашите луѓе кои идат без разлика дали се работи од Австралија или од било која друга земја, да можат да гостуват на некој јавен медиум за да може да се разменат мислења. И сега се покренува наредно прашање дали ние, односно без разлика дали македонците во Австралија или во било која друга земја, се поставува прашањето дали имаме право да му се мешаме во внатрешните работи на македонската држава, во наводници. Дали сме пожелни да му се мешаме во внатрешните работи на македонската држава? Видите, македонската држава е колку нивна, толку наша. И ние имаме право да се мешаме колку што имаат и тие право. Ние не сме напуштиле Македонија, оти нас не било, оти ни течело мет и млеко дома. Ние сме ги напуштиле нашите огништа заради корка лед. И секој од нив тоа го знае, со исклучок на оние корумпираните милионери во Македонија во изминатите 30 години, кои околу себе држат медиуми јавни, кои околу себе држат нивни подкрепители и се силни ќе издадат една реченица дека денес се зборува против, да кажеме, австралиски живот, каналот или против Радко Трајков ќе се зборува. И тоа така е силно организирано на врспартиска линија што ќе да направат партал. Меѓутоа, сепак повторно ќе кажам јас дека во Македонија, нашата татковина, ние имаме право да се мешаме, затоа што нашите огништа се таму, нашите роднини се таму, родителите наши се таму, гробови имаме наши таму, имаме живи браќа, сестри, братучеди, роднини. Утре други сакаме да се вратиме, дали како пензионери, дали децата наши да се вратат на нашите имоти. И ако ние го немаме тоа право како што го немаме сега, заради тие властодржци и заради да можат да земаат слободно, без да одговараат, си носат закони. Видовте, законот сега донесен беше за амнестија на сите арамилоци, на сите пари украдени и оправстено е и оние што набилдале милионски суми, сега се слободни. Точно, али поединци не мислат од кај нас од Македонија дека ние од Австралија и од било која друга држава дека имаме право да му се мешаме, велат дека вие немате право да се мешате во нашите внатрешни работи. Тоа е изолиран случај само во Македонија, инаку вие знаете, еве се и за да кажеме и за гледачите кои гледаат оваа емисија, дека не постои држава во светот која не соработува
со своите иселеници. Значи, врската е толку многу јака и силна на сите. Например, еве Франција има пратеници во парламентот од странство. Италија има исто така, Германија има. Замислете се германците и австралиското општество овде, германската заедница во Австралија и германската влада, знаете вие како се силно поврзани. Те се толку многу силно поврзани што не знам како да кажам, не ги сечи со ножица, тоа не се сечи, не е тоа една лента да можеш да ја пресечиш. Значи имаме силна врска. Ајде да ја земеме англиската диаспора, ајде да ја земеме ирската диаспора, иселениците од Ирска, исто така иселениците на Кина. Гледате Кина како се грижи за своите иселеници. Македонија е единствената држава која нас не гледа како непријатели. Генерално земено, ако се работи за клучна измена, во случајот се смена устав, се смена знаме, македонските иселеници беа тотално исклучени од целата агенда. Затоа што немаше да помини тоа нивно големо велепредавство на историска Македонија, на нашата татковина, на македонскиот народ. Тоа е едно предавство кое историјата нема забележано во светот, да се предаде со сопствената држава. Да се изврши етноцид на еден народ. Со Преспанскиот договор и Бугарскиот договор, Тиранската платформа се канализира уништувањето на македонскиот народ, разнебитувањето административно, па и ако сакате и физички. Затоа што физички кога зборувам, македонците се селат, се иселуваат. Селата се пусти, градовите се пусти, бројот на населението се намалува, меѓутоа ако земиме да направиме споредба, викаат и албанците ги напуштаат нивните села. Да, тие ги напуштаат селата и градовите, меѓутоа многу малку се кажува во Македонија и надвор од Македонија дека албанците кои живеат по селата во Косово, кои немаат приход од никаде, им доделуваат бесплатни станови во Скопје, во Битола, во Тетово, во Гостивар. Можете вие да замислите од едно село како ние што сме, еве и двајцата да добиеме бесплатен стан во Битола од државата. Да, исто така и ова го спроведува и еврејската заедница сегде во големите центри на светот. Сличен некој концепт исто така. Па зборуваме за Македонија, кога зборуваме за Македонија, за нас опасноста доаѓа од албанската политика. Политиката на албанците е спроведување на Призренската лига, одлуките на Призренската лига 1878 година, кога беше и Берлинскиот конгрес, кога беше Сан-Стефанска Бугарија, Сан-Стефанскиот договор. Тие одлуки се уште се во сила на територија во Македонија. И резултат на сета оваа кампања е иселувањето, нарочито тажно за една земја, младиот кадар да се иселува и не само да се иселува со поединци, туку се иселува масовно. Една интересна информација прочитав пред неколку дена дека околу 56.000 македонци се иселиле во последната година дена во Македонија, што било дупло повеќе од претходната година. 56.000 македонци, ако овој податок е точен, тоа значи дека минатата година од Македонија се иселил еден помал град. Па видете, тоа е точно. Јас знам дека бројката не знам дали е точна, меѓутоа знам дека се иселуваат од моите контакти што ги имав и со постари луѓе или мои врсници, да кажам, кои се по 60 на години, па и помлади, заминуваат фамилиарно во Хрватска. Во Хрватска 3 месеци, 4 работат на море. Сопругот работи во кујната, сопругата како кенлерка или таа во кујната работи, мијат пајнци, чистат, служат и сепак земаат пристојна плата и исто така 3-4-5 месеци ќе ги поминат на едно поубаво место, отколку да кажеме, еве пак повторно ќе кажеме, отколку да работи на село и да не добие никаков приход. Еве ќе кажам само пример, братучет ми в село, пред да се заминам, ја продаваше пченката.
Можете да замислите дека 1 килограм пченка е 9 денари. 9 денари килограм пченка. И што ќе купи човекот со 9 денари? Тоа мене ми звучи како трудот на работникот, на селанецот да е тотално исмеан со 9 денари пченкарно зрно. Понижени се, деградирани се, измачени се, со испукани раце, испукани нозе, со извртени колкови, извртени колена, рамена, прстите овдеки да му ги видите на селаните, на нашите луѓе. Тоа е навистина страшно нешто невидено. Не само кај земјоделците, еве да кажеме и за оние кои бев јас и во Преспа. Снимав, имам едно видео, снимав. Јабоката се ги тресат јаболкниците преспани, испаднати се јабоката и ги берат така, не да ги продаваат туку за варење на ракија или така нешто. Нема работна Жална рака. слика. Од друга страна, нели, бев во Струмица, Штип, во источниот дел на Македонија. Таму нема работна рака, сакам да потврдам ова што кажавте, дека се иселени. Нема работна рака да се соберат доматите, краставичките, пиперките и така натаму. Ги нема, ја нема таа работна рака. И луѓето, знаете кај нас како е сега во Македонија, во Скопје да биде и да работи во некој кафич, само да не е насело. Иако е насело, еве сега 9 денари е пченица, 9 денари е пченка. И како ќе опстанат тие луѓе со 9 денари? На нив нели им треба да изораат нивата? На нив нели им треба нафта? Нели им треба да се повлечи нивата, да се издрља нивата, па да се собери, да се ожнијат тие, па сето тоа кошта пари и на крајот, кога ќе споредиш профитот и она потрошеното, загубата е голема. Загубата е голема. Да. Даскале, вие сте стручњак по историја. Мене ми одговара историјата како предмет за разговор. Исто можам да кажам дека слободно моите почетоци на запознавање на историјата, моите лични почетоци беа во основно училиште. Мојата 13-14 година имав една книга која просто се фрлаше низ дома, се викаше Историја на македонскиот народ. Така. Не можам да се сетам на авторот. Сигурно дека беше пишана во тој посткомунистички дух, сигурен сум во тоа. Како дете многу пати се прашував како е можно да видиме 500 години под робство, под турско, што прифатена предпоставка дека и Гоце кога преживееше тоа фамозно убиство во Баница, ќе завршеше во затворот во Идризово. И се сведува на тој македонски самоуништувачки синдром. Се испоставува дека се уништуваме самите себе. Зошто треба се навраќаме на овие разговори секогаш? Историјата секогаш е мајка на иднината. Ако не ја познаваш сопствената историја, нема да имаш ниту еден ден иднина. Народ кој нема своја историја, кој нема своји корени, нормално дека нема и своја иднина. Имаме и такви примери во светот. Македонскиот народ не водеше интернационална борба во Македонија, комунистичка, интернационална или под контрола на Коминтерната. Во Македонија 80% од партизаните ниту беа комунисти, па ниту знаеа за Коминтерната. Тие беа деца од 18 до 26-7 години, како Стив Наумов, Коле Неделковски, како Кузман Јосифовски Питу и многу други млади деца кои загинаа во Втората светска војна во налетот на и желбата да бидат за сопствена држава, за сопствено име, кои сега го продаваат така како што го продаваат. Па ние дадовме голем број на жртви во Втората светска војна, бевме на страната на правилната страна на победниците, придонесовме многу кон тоа, затоа што во егејскиот дел на Македонија од 49 година до 49 година македонците 10 години војуваа за своја собствена слобода. Во Пиринска Македонија многу малку се знае, рековте така, посткомунистичко време и ете ќе го кажеме и ова дека востанието против фашизмот и нацизмот во Македонија беше
за прв пат кренато во Пиринска Македонија од Никола Парапунов и Иван Козарев. Таму се крена востанието против Пред 11 октомври во Куманово и во Прилеп? Да, тоа е некаде во јули, на почетокот на јули. На крајот на јуни тие веќе беа спремни за акции. И пред тоа беше нападнат, и пред тоа беше во Скопје. Мислам, имаше учествуваше тогаш Шарло Шаторов со неговата дружина. Мислам, не е 11 октомври денот на кога пукнала првата пушка во Македонија. Првата пушка во Македонија пукна во Пиринскиот дел на Македонија, предводена од четата или бригадата, баталјонот, како сакате да наречеме, на Никола Парапунов и Иван Козарев. Тие се двајцата команданти кои... А зошто не се слави тоа? Туку се слави 11 октомври? Зошто нели така се воспоставија тогаш проблемите во 45-та, 48 година со Тито, Сталин и Черчил, тие сферата на влијание. Грција требаше да ја има Егејска Македонија под британско влијание 100%, пак Пиринска Македонија требаше да се приклучи кон Република Македонија. И идејата на Тито, Ѓорѓи Димитров и на многу други, Романија и Албанија, да се направи една Балканска федерација, еден Балкански сојуз, беше недозволиво за НАТО и за Варшавскиот пакт. Тоа ќе значеше дека има уште еден воен сојуз со голема сила која ќе им сметаше на патот. Затоа дојдоа до тие промени, историски промени, кои се избришаја во архивите и се пишуваше историјата онака како што ја памтиш, еве, како што си ја изучувал ти или некои други. Меѓутоа, еве, јас ја користам оваа прилика да го соопштам тоа и да се пренеси па и луѓето да го потврдуваат. Нели, се уште има живи луѓе во Пиринскиот дел на Македонија кои знаат, кои памтат. Наши историчари има во Република Македонија. Чепреганов, Чакарјановски, Наташа Котлар, Митко Панов и многу другите, и тие знаат за ова. Ова е дефинитивно интересен податок и ќе морам да го разгледам. Кога сме веќе ке Втората светска војна и Македонија, еве јас како битолчанец можам слободно да тврдам дека во Битола имаме многу споменици од Втората светска војна. Еден Стив Наумов, непосредно до офицерскиот дом, кој беше убиен од фашистичка Бугарија. После го имаме една плејада на борци во градскиот парк кои беа убиени од фашистичка Бугарија. Имаме еден Тошо Даскалот во Битолско Лавци кој беше убиен од фашистичка Бугарија и имаме еден акт без преседан во Битола каде што се отвора еден бугарски клуб, значи апсурд кој се коси со здравиот разум, наречен Ванчо Михајлов. Даскале, како е можно ова? Па не е можно тоа, видите, тоа е она што кажав, ние сме единствена држава која изврши самоубиство врз сопствениот народ од неколку души предавници, тоаш начело и сега се уште тоа е во позадине раководи Зоран Заев и Заевци. Тие неколку души направија велепредавство тоа е едно велепредавство во историјата на македонскиот народ, невидено. Не е можно Ванчо Михајлов да Ако се викаше бугарскиот клуб Христо Стоичков, може да ќе прогледавме низ прсти. Ако се викаше Азис, бугарски клуб Азис, може да ќе прогледавме. Ванчо Михајлов сред Битола. Нека беше Вапцаров, нека беше Христо Ботев, нека беше некој друг, нека беше од великаните на Бугарија. Тоа помалку ќе ни сметаше. Затоа што се знае дека Левски, например, се бореше за независна Бугарија. Христо Ботев се знае бугарски писател. Меѓутоа ние имаме луѓе македонци кои се израстени во Бугарија, во тогашната држава Бугарија, кои се со звучни имиња кои можеа да направат. Меѓутоа тоа беше
едно искушение, предизвик кон македонскиот народ за она што се вели влегување во Европската Унија и притисок понатаму се врши притисок со такви негативни личности и внесување на нацизмот во Македонија, кој веќе и постои таму, затоа што го имаме ние овај Хаса, како се викаш, не ми Джемо Хаса, го имаме ние во Симница, споменик голем, никој не зборува за тоа. И тоа е значи уште еден абсурд, кој се коси дефинитивно со здравиот разум, исто како да не имаме... Не со здравие, се извинувам, не со, да се коси со постулатите на Европската Унија. Со здрав разум, да, значи да исто коси... како да имаме една статуа на Бин Ладен во Њујорк, исто како да имаме статуа од Хитлер во Тел Авив. Да. Значи нешто што тешко да се разбери. Во светот три држави, според она што јас го знам, три држави го имаат сменато своето име. Една е поранешна држава Заир, која е сега Конго, уште една е Мајанмар или поранешна Бурма, али докај што јас знам, никој од овие држави освен ние не го сменали името по тие околности. Да, тие името си го сменале по желба на народот. Ние бевме против промена на македонското историско име. Нашето име е историско и ние си ја знаеме Македонија како Македонија. Нема северна, нема централна, јужна, западна, источна. Македонија е на македонскиот народ со векови, од античко време до денес. Таа папочна врска што сакаат да ја прекинат и што се обидуваат се уште да ја прекинат, не ќе можат, затоа што тоа е вкоренето кај македонскиот народ и без разлика на сите тие административни наметнувања што се прават во Македонија и во светот, еве се гледате, се менуваат пасоши, лични карти, се трга придавката. Даскале, дали имате вие Северна Македонија пасош? Немам пасош. Во план сте немам да вадите македонски пасош со Северна Македонија? Па за сега немам потреба, не планирам, не. Кога сме кај Северна Македонија, баш пред некоја недела имаме да наш македонски фудбалер кој игра во шкотското првенство, Бојан Миовски. Баш гледав на социјалната мрежа, става гол и коментаторот шкотски вика фудбалерот од Северна Македонија постигнува гол. И долу во коментарите ние како македонци го бомбардираме шкотскиот коментатор кој не нареква нас, односно го нареква фудбалерот северно македонец. Па која е кривицата која е вината на шкотскиот коментатор дека го нареква северно македонец кога ние самите се нарекваме северно македонци? Дали ме разбирате? Таа е целата идеја, намерата на соседните држави и поголемите сили кои ја канализираат деструкцијата на македонскиот идентитет, токму е тоа. Например, за 10, 15, 20 години ние ќе бидеме северно македонци. Еве, германскиот јазик, граматиката нивна нема македонци, мора да ја спрема државата. Ние сме северно македонци во Германија, не сме македонци. Еве доаѓаат, гледате во Македонија не посетуваат и Макрон, еден Макрон вели северно македонци. И тоа е нормално дека тие немаат никаква вина. Вината е во нашите предавници. Меѓутоа, уште повеќе вината е што народот молчи, го прифаќа тоа. И им се наметна, им го исправа мозокот дека па кој може мене да ми го земи идентитетот? Па јас сум македонец. Па јас и ти сме македонци овде, меѓутоа во поширокото општество ние сме австрајани. Таков е системот, наметнат е овде системот. Сите сме австралијани. Да, апсолутно. Мислиш дека во Македонија истиот систем ако би се спровел, дека може да вроди со резултат со една аполитички систем со една партија, со неколку партии, али исти идеологии, 2-3? Видете, системот во Македонија и државотворноста на Македонија е на македонскиот народ. Значи, заслугата некој да живее во Македонија слободно, да ги користи благодетите на таа земја, благодетите на оние
починати партизани и илинденци и така натаму за една држава слободна како што беше Македонија, сега не е, како што беше, значи припаѓа на македонскиот народ. И тука треба тоа да се испочитува. Тоа треба да се испочитува, а некој да те почитува, нормално дека треба да имаш достоинство. Значи ние го изгубивме собственото достоинство. Преку кои? Преку Зоран Заев, преку неговата гарнитура. Вие се сеќавате дека првата посета на Зоран Заев беше во Швајцарија. Им понуде на албанските иселеници двојазичност во Берн, во градот. Тој не дојде во Австралија, кај што имаме 300.000 македонци тука, да не праша нас, не мораше да не праша, да се советува. Што мислите? Имаме ваков притисок од Европската Унија, имаме притисок силен за промена на името, притисок силен имаме, можете ли да се вклучите со совет, можете ли да се вклучите со нешто друго? Зошто воопшто досега не се направени некои советнички групи во Македонија од иселеништвото? А за разлика во Албанија, во Тирана, секоја година во Тирана се берат 800 делегати од албанската диаспора на Црнагора, на Грција, на Македонија, на Косово и Албанија. 800 делегати најмалце одат кај премиерот и држат конвенција, држат. Кога во Македонија се направило тоа? Се прави нешто подмукло, ќе најдат некој од ЦИА платеник, ќе најдат некој платеник од друго место и ќе го примаат и едните и другите и ќе го наградуваат Мислам дека нашата македонска влада, која и да е, избегнува секаков вид на контакт со македонските иселеници во Австралија, пред се поради фактот дека македонските иселеници од Австралија тотално расчистија со тие луѓе таму. Кои се плановите во иднина во ваше име и во име на македонската заедница? Дали македонската заедница од Австралија постои начин и шанса да се обноват врските со македонската така наречена држава? Видите, до овој момент знаете вие дека ние немаме никаква соработка. Баш затоа да прашам. Ние немаме никаква соработка со исклучок на поединци, на некои, мислам, кои не се сметаат за македонци, или пак некое здружение кое ете така поврзано на некој начин со овие власти за пред роднински врски пред се. Ако брат му е министер во владата на Дуи, тогаш нормално дека овде ќе се бори да покажува вентилаторот, а не ова сонцето наше кое се идентификуваме ние како македонци во Австралија и насекаде во светот. Значи има такви две, мислам дека се организации овде во Австралија, меѓутоа станува збор за поединци. Ние резолуцијата што ја донесовме во цела Австралија 2018 година во март, демонстрациите кои ги имавме, Мелбурн, Сиднеј, Перт, Камбера, Аделаид, ги прекинавме тогаш врските заради да се откажеме од разнебитувањето на македонскиот народ и на Македонија. Ние тоа што им советувавме тогаш, тие воопшто ништо не прифатија, напротив, како што кажав, отидоа со албанската диаспора и истото го направија и со пописот. И пописот кога се правеше овде, воопшто ние не бевме информирани каков попис ќе биде, ниту пак каква е методологијата на пописот. И еве видовте сега, тоа беше договор на Заев и Ахмети, толков ќе биде бројот на албанците, толков ќе биде бројот на македонците, толков е бројот на муслиманите, на методистите, на православните. Значи македонскиот народ треба се сведи во рамките на една етничка заедница, да не биде државотворен народ кој ќе ја носи државата на своји плеќи, односно ја изваде државата на своји плеќи преку Втората светска војна. Еве да спомнам колкава е поврзаноста во Втората светска војна со Илинденското востание. Сите наши бригади, баталјони и поголеми корпузи и така натаму ги носат имињата на илинденците. Значи нема македонска бригада да не е со името на илинденците, или пак нема на некој командант, еве Илија Димовски Гоче од Костур, Илија Димовски Цртичка Гоце, значи по Гоце Делчев. Ние нашите
команданти во Македонија, знаете дека сите се со псевдоними од Илинденското востание. Не се со псевдоними на некои Точно. Да, ајде да спомниме која албанска бригада учествувала во ослободувањето на Македонија, која ромска бригада учествувала, која српска бригада учествувала. Сега босанците се уставот. Дали босанците учествувале во ослободувањето на Македонија? Сега ги имаат сите права. Кога ги имаат сите права, па треба да ја почитуваат таа држава како таква како што е, да ги почитуваат знамето, химната, сите државни што се елементи, меѓутоа тоа не го прават, особено не албанската заедница. Даскале, работите воопшто не изгледат розови, значи државата е целосно разнебитувана постепено од самиот почеток во самостојувањето, од почетокот на 90-тите години, со допирот во тие витални државни органи, знаме устав, веќе кога се сменува знаме устав, знаеме дека се работи за сериозен проблем кој го имаме и во најново време со овие предавнички договори од преспански, од француски, од бугарски. Тој бугарскиот ми е некако како му го споредувам секогаш ја со жената ми сака маче, јас не ќе маче, најдовме компромиси, купивме маче. Како ќе му објасниме на неродените генерации дека не сме северна, дали воопшто гледат излез од целата ситуација? Па сега во овие моменти нема политичка партија во Македонија која цврсто стои зад македонските национални интереси, дека ќе кажи, например, односно ќе вети еве сега на наредните избори дека ќе се откажи од Преспанскиот договор или Бугарскиот договор. Слушаме од опозицијата велат дека нема да го промениме уставот под диктат на Бугарија, а тоа дава простор дека уставот може да се смени не под диктат на Бугарија, меѓутоа под диктат на Европска унија, на Америка, на Франција или на некои сосема други, германците, било кој би подкрепил таму менување на уставот. Значи тука отворена е вратата за менување на уставот на Република Македонија. Видете, ние ќе бидеме забележани како боранија генерација, оваа генерација на македонски народ, многу слаба генерација се покажавме. Не го одбранивме она што ни беше оставено од нашите предци, не да го надградиме, туку не го одбранивме. Со еден збор, мислам, јас не ги употребувам овие зборови, меѓутоа станавме килави. Килава генерација сме ние, оваа генерација. Жал ми е, меѓутоа меѓу нив и јас сум, и ти си, и сите ние, затоа што не спречивме албанизирање на Македонија, не спречивме Преспански договор, не спречивме Бугарски договор и еве сме на работ уште на еден чекор понатаму, каде што пропагандите се силни и велат дека па ништо не губиме ако влезат бугарите во преамбулата. Како ништо не губиме? Еве јас ќе ви објаснам и ќе објаснам и за нашите гледачи кои не гледаат дека се ќе изгубиме ако влезат бугарите во преамбулата. Кога ќе влезат, тие велат вака, ако влезат бугарите во преамбулата, тогаш забележително ќе биде дека бугарскиот народ е посебен од македонскиот народ. Ма не само со албанците, и со бугарите имаме проблем со... Сакам да го објаснам ова. Зошто не смеат бугарите да влезат во преамбулата? Ако влезат бугарите во преамбулата, ќе дојде после неколку години историчарите и академиите ќе работат на тоа, дека во Втората светска војна се водеше граѓанска војна, исто како во Бугарија, помеѓу кралските сили на царот Борис III и лево ориентираните партизански сили. Значи имаше граѓанска војна едни против други и дека победија левите сили, а во Грција победија десните сили. Значи ќе се сведи дека нема македонски народ и дека не беше борбата на македонскиот народ за сопствена национална држава. Точно така. Значи дека беше граѓанска војна, идеолошка војна на бугарскиот народ во Бугарија.
и во тие, како што велат, географските делови на Македонија. Кога сме веќе и кај Албанија, на крајот сакам да те прашам, имаше една посета на Албанија, кажи ми што поќе за таа посета. Бевме со професорката Катерина да оддадеме почит на Спасе Мазенковски. Кога беше точно? Па беше, мислам, во октомври беше некаде 8-9 октомври или пред 11, на 11 октомври че нам беше, да, на денот на востанието на македонскиот народ, 11. Да, 11 октомври беше така. Сега бевме таму, професорката имаше испечатено книга, собрани дела на Спасе Мазенковски. Спасе Мазенковски е еден од првите активисти и писател, беше уредник на весникот Преспа, активист за човековите права на македонците во Албанија, многу познато лице и многу силен македонец, почитуван од албанските власти, но не и многу од македонските власти. Ние соработувавме со Спасе Мазенковски цели 30 на години, така да ја промовиравме таа книга на Спасе Мазенковски, го сетивме и неговото вечно почивалиште во селото Леска. Спасе е од селото Леска, но за жал ете млад почина и не напушта нас. Во моето браќање во Албанија спомнав дека 1997 година, кога беше револуцијата во Албанија против Енвер Хоџа, односно против комунизмот, Баш за тоа се во тие времења, во македонскиот дел кај што е во Преспа, таму има 13 села, тие се чисти македонци, нема ни една фамилија албанска. Ако не сте знаеле, еве да знаете дека нема ни една фамилија албанска во тој регион. Значи во Преспа, Мала Преспа е ова. така ја викаат Мала Преспа, меѓутоа во Преспанскиот дел нема ни една фамилија во ниту едно село. Сите се македонци. По мој одговор спомнав 97 година Спасе Мазенковски дојде во Македонија, во Битола, имавме средба, побара помош за состојбата во Преспа, затоа што револуцијата беше во тек, оружјето го имаја македонците во своји раце во тоа време и селата ги чуваја со сопствени стражи. Комуникациите помеѓу селата беа големи, врските беа големи и не можеше да дојде ни албанска полиција, ни албанска војска, пак ниту албански банди да дојдат да крадат, да плячкосуваат и така натаму. Нашите беа добро организирани. Во тоа време беше можноста и барањето беше Преспа во тие бурни времења да добие автономија во рамките на Албанија. Ние тоа го прифативме од иселениците што бевме на средба. Ова е многу интересен податок, да. Да, не се знае многу за тоа, меѓутоа тие што се присутни, живи се знаат. Со исклучок на Спасе Мазенковски, што и председател Григоров. Ние побаравме со писмо, веројатно тоа го има писмото во архивот на Македонија, подкрепа побаравме од Република Македонија да се зајакни одбраната на македонците, да се зајакни на било кој начин, меѓутоа за да се стекнат македонците со автономија во рамките на Албанија. Да, во рамките на тогашна Албанија, бидејќи Албанија се распаѓаше со револуцијата, оружјето замина во Косово, во Западна Македонија исто така се наоружаа албанците и дел од нашите македонци во Преспа и тие зедоја од оружјето што ги имаше Албанија како држава. Таа прилика се испуште, за жал, да се побара автономија гласно до Обединетите нации, до Европската унија, да се добијат поголеми човекови права и не добивме подкрепа ниту од Република Македонија, пак за понатаму се знае.
Ова е многу интересен податок кој не ми беше мене познат, а сигурен сум дека на многу други не му беше познат. Одличен даскал е како и секогаш. Ова беше една од причината зашто и ве контактирав. Мене ми е стално задоволство кога ќе ве сретнам дали во Сиднеј, дали во Мелбурн. Како што кажав, мојот канал се тематизира на имигрантскиот стил на живење. Се обидувам да најдам понекоја добра приказна од нашите имигранти кои живеат овде во оваа земја, али сепак разговорите со драгиот професор Ицо ми се секогаш добре дојдени и ти посакувам секое добро и фала за гостувањето. И јас ви благодарам многу.